Дезинформациите не се ништо ново. Сите знаеме дека Марија Антоанета во Франција рекла ако немаат леп, дајте им колачиња нека јадат, меѓутоа таа не го кажала тоа. И памфлети со лажни вести се ширеле за време на Француската револуција, тоа не е ништо ново, така што не се новост лажните вести. Единствено што со помош на социјалните мрежи и со лесно достапниот интернет и лесното објавување вести на интернет со ботови, со вештачка интелигенција тие лажни вести полесно се дистрибуираат, полесно се сервираат на луѓето, таргетирано, профилирано им се сервираат и постигнуваат поголем ефект отколку тие примитивни флаери кои се ширеле по париските улици во Француската револуција. Генеративните модели представуваат модели од длабоко учење, длабоки невронски мрежи. Генеративен AI се системи кои што користат големи бази на податоци и алгоритми за да создадат нови податоци слични на истите. Имаат многу слоеви во таа невронска мрежа. Функционираат нешто налик на нашиот мозок, каде што и ние имаме милиони неврони, така и овие имаат милиони параметри кои што се тренираат од огромни податочни множества. Од самото воспоставување на вештачката интелигенција како концепт имаше стравови дека ќе дојдеме во ситуација кога нешто од неа нема да може да се контролира. И сега конкретно за лажните вести, тие се генерирани од човек, се усовршени со алгоритми на вештачка интелигенција за да звучат поуверливо и се дистрибуирани и појачани во присутноста, во својата виралност, повторно со алгоритми од вештачката интелигенција. Се што е на интернет, сега одеднаш треба да го земаме со резерва. Секоја вест која што ја читаме во вестниците, секој видео кое што го гледаме, секој звук кој што го слушаме, интервју или било што, треба да го земеме со огромна резерва и да почекаме и да потврдиме дали е вистинско пред да ја расшириме таа вест понатаму и да се пофалиме дека сме дознале нешто ново, а тоа всушност да биде лажно. Првично она зашто по-генерално се употребуваше вештачката интелигенција беа за учење на некакви шаблони, креирање на модели кои што може да прават разлика помеѓу различни сигнали кои што ги добиваме на влез. Например, да може да разликуваат на сликата дали имаме куче, дали има маче, дали има автомобил. Меѓутоа, компјутерите станаа доволно моќни и алгоритмите станаа доволно ефикасни, што се направи напор вештачката интелигенција да не биде така тесно насочена, туку да имаме една сеопшт модел кој што ќе биде обучуван на огромно податочно множество, кое ќе може да функционира како емулатор на човек. Вештачка интелигенција се користи за оптимизација на процеси во индустрија. Се користи во земјоделството. Наместо прскање на хербициди на целото поле, се прави таргетирање прскање на хербициди само на штетните растенија. Тоа е директна придобивка. Таму да се кочи развојот нема никаква смисла. Меѓутоа, касниме со регулација. Факт е дека може да се развијат фейк ньюс кои што се исклучително уверливи, меѓутоа факт е и дека може да се бориме против тоа. Прво, еден од основните и најглавни начини за борба би било образование на луѓето, за да може да рационално да расудуваат и внимателно да пристапат секогаш кога перцепираат некаква информација. Знам дека таа ќе биде исклучително уверлива, бидејќи сите сетила ќе се обиде да ни ги излаже, ќе го прочитаме текстот, ќе видиме фотографија, ќе чуеме звук и дури и видеосеквенца ќе видиме од настанот кој реално не се случи. Не треба премногу да се плашиме од вештачката интелигенција. Треба да ја разбереме. Таа е тука, функционира, донесе промени во начинот на кој што живееме и доправа ќе носи промени во сите аспекти. Треба и ние малку како општество да ги прилагодиме стандардите кои што ги имаме, за да можеме да ја прифатиме вештачката интелигенција и да ги преземеме сите придобивки кои што таа ќе ги донесе. Најголемата опасност од
овие технологии е ние повеќе да престанеме да веруваме на оно што го гледаме и оно што го слушаме. Значи ние ќе сме доведени веќе во една состојба каде што ќе мора да промениме дури одредени изрази, на пример да видам да поверувам или видов со своји очи, слушнав со своји уши.